И како Министерство, но и како Влада на Република Македонија се заложуваме за поефикасна и поинтензивна поддршка за органското производство. За таа цел, денешната прилика ја користиме и како Влада и како Министерство, заедно со вас, да ги промовираме дел од мерките кои што се во тек и кои што виднина Министерството преку Владата на Република Македонија ќе ги спроведе. А тоа е, во тек е изработка на специјален оглас за доделување на државно земјоделско земјиште, наменето исклучиво за органското производство во државата. Мерка која што ќе се случува за прв пат во Република Македонија. Огласот ќе биде објавен крај на мај, почетокот на јуни. За прв пат во јуни ќе објавиме оглас за доделување на државно земјоделско земјиште за производство на органска сточна храна по претходно мапирани региони во државата. За потекнување поддршката на младите земјоделци. Во месец мај се планира нов оглас за поддршка на младите земјоделци со износ на средства од околу 70 милиони денари, односно околу 1.200.000 евра, кои што оваа година ќе бидат наменети за неповратни грантови од 10.000 евра за младите земјоделци. Но тоа ќе го правиме по нов правилник, во кој што воведуваме и нова политика, каде што дополнителна предност ќе имат младите земјоделци, чие што денос би било токму органското производство. Паралелно инвестираме во хидромелиоративни системи и ова година се предвидени над 11 милиони евра кои што ќе бидат потрошени, а со ребалансот може би и дополнително и обезбедени средства за системи за наводнување кои што на некој начин се поврзани и за поддршка на земјоделското производство. Во насока на подигнување на свеста на потрошувачите на значењето и хранливата вредност на органските производи, во моментов имаме работни средби со Министерството за здравство за започнување на проектот за органско мени во клиниката за детски болести во Скопје како заеднички проект на Министерството за земјоделство и Министерството за здравство. Сето ова е во завршна фаза, а во подосрочна фаза ќе ги офати како пилот проект и дел од градинките во Република Македонија. Започнуваме со мапирање на органските региони, со измени на законската регулатива или легислатива која што ќе следи оваа година. Одредени подречја од Македонија ќе може да се сертифицираат како органски подречја.